That no mean she not have a good mind. Man she cool, man she go a good school. Big up your chest, woman, you are no fool. What? She's more than a sex machine. The woman is a human being. She's more than a sex machine. Плочата е едно уживање комплетно, визуелно и аудио уживање. Барем ја така ја перцепирам и затоа ја сакам плочата, за разлика од CD-то или некои други музички формати кои што не нудат толку простор за визуелно пред се изразување на бендот и на самата музика. Ваквите настани кои што денес се случија и ќе се случуваат во иднина, ќе го привлечат вниманието на помладите бендови да својата музика ја остават на историјата. Значи, јас сум Тошо Филиповски и веројатно луѓето знаат дека колку многу вложувам во тоа документирање и зачувување на македонската музика на релевантни носачи на звук и самиот издавам плочи и забележено сето тоа на хартија за иднината, доста недокументирано, така да верувам и дека и децата, иако не живееле во тоа време на винили, кога биле интересни, дека ќе сватат дека е многу битно и е траен носач на звук. Дали винилот е повторно во мода или никогаш не е излезен? Ја као пријател ових другара што прави ову берзу, кој поддржавам во сваком случају, плоче су данас помало и мода, али у сваком случају се више младих се враќају јер сви увиđaju разлику измеđu nečega što je dostupno svakome, razlika između onoga koji sluša ploču ili, nemam pojma, sluša nešto sa interneta, to je isto kao razlika kad odeš da kupiš hamburger i odeš u restoran neki dobar red. Ja ne kažem da su ploče sad bolje snimljene i da ne znam šta, ali svaka ploča ima svoju neku, kako da kažemo, težinu, jer svako ko želi da sluša ploče mora da se posveti njoj i mora da se posveti tome što želi da čuje. Nije isto sad pustiti CD i nemaš pojma šta je, još luđe je pustiti preko kompjutera gde slušaš sve random i nije bitno šta se dešava, nemaš pojma ni ko svira, ni ko peva, a ploča to je nešto što uzmeš u ruke, imaš doživljaj nečega materijalnog, mislim, konkretno i kolekcionarska stvar. Znači, ploču kad kupi čovjek, on ima nešto kao neku buduću investiciju, vrednost. Ako zna da prepozna kvalitet, to je sigurno u budućnosti mnogo vrednije. Dok, na primjer, ako samo skine s interneta, to apsolutno nemam pojma, nema vrednosti nikakve. Јас имам некоја друга, а и голем дел од моите пријатели колекционери една друга страст, која што се вика винилот како фетиш, односно самиот процес на ставање на плочата, вадење од домот, од разгледување на фотографиите, ставање, слушање 15 до 20 минути една страна, станување, значи со внимание слушање, стануваш, ја вртиш плочата. Тоа е тоа што мене ме привлекува кон винилот, не она звукот, нормално. Оние кои што имаат квалитетна опрема ја осеќаат и таа разлика. Јас не имам некоја просечна опрема, финансиски, значи не многу вложувам во опрема, меѓутоа звукот, да, самиот чин, поточно на слушање, мене ме прави зависник од винилот.